IDJ Kids. Златопиле. Ова е приказна за Златопиле. Златопиле, дојди да ми помогнеш во кујната? Така го викаа поради златно-жолтата боја на неговите перија. Сепак, тоа беше грешка, бидејќи Златопиле многу се вообрази. Не можам, сега зафатен сум. А ова е Бели, најдобриот пријател на Златопиле. Навистина сум гладен. Златопиле секогаш му го зема сендвичот, а никогаш не сака да го подели својот со него. Еј, внимавај, сендвичот ти падна во барата. Пилена мама, па ти не можеш така, мора да научиш да делиш со пријателите и не можеш да очекуваш другите постојано да работат за тебе. Разбираш? Овде си пропуштила. Има уште прашина. Каде, пиле мамино? Некои пилења едноставно мора да ја научат лекцијата на потешкиот начин. Одиме, мисирки, ти мижиш. 1, 2, 3. А ова е семејството мечки. Мама мечка, тато мечок и меченцето. Како што гледате, тука секој има свое место. Премногу е жешко. Премногу е ладно. Да одиме да се прошетаме, додека е како што треба. Жешко. Ладно. Тврдо. Меко. Некој седел на мојата столица. Некој седел и на мојата столица. И на мојата. Некој јадел од мојата чорба. И од мојата чорба. Некој ја изел мојата чорба. Некој спиел во мојот кревет. Спиел и во мојот кревет. Некој спие во мојот кревет. Зошто јас секогаш поминувам најлошо? Можеш ли те молам да плачеш на друго место? Овде се спие. Ти си јадел од мојата чорба и од мојата. А за мојата и да не зборуваме. Ја нема повеќе. Си спиел во мојот кревет и во мојот. Дали мене некој овде ме зафркава? Овде јас сум жртвата. Моја. Па вие воопшто не знаете да делите. Сега ќе поделам на жолчка и на белка.
3022, 3023, 3024. Beli, druže, prijatelje, donesov sendviči. Če izjedeš 2 sendviča? Ne, eden za tebe, a drugi za mene. Mislim, deka ne ti je dobro, da ne imaš ptičji grip.